Ако не изгорам јас, ако не изгореш ти, ако не изгореме ние, како ќе се осветли темнината, рекол Назам Хикмет, интернационалниот поет кој е познат како романтичниот комунист или духовниот револуционер. Јас сум Джейлан Велио, денес во Гласни идеи разговараме со другарот Митров. Здраво Митров, како си? Здраво. Убаво се чувствам и фала за топлото, добре дојде вака поетско. Ти благодарам и тебе што конечно дојде. Ова тема, односно духовноста во револуционерството, досега не сме ја опфатиле на Гласни идеи и баш ми беше драго кога одлучивме да зборуваме за ова, па оттаму прво би те прашала што значи духовноста воопшто и што значи во контекст на револуционерноста. Треба академски да пристапам некако, иако не сум некако академски експерт за овие теми. Прво сега духовноста, што значи духовноста е поширока тема за ние што сме растеле у некои средини култури што имаат некое христијанско наследство. Духовноста доаѓа од душата, духовен живот, а душата доаѓа од здивот, за да постоиме треба да дишеме цело време. И духовноста и душата прифатена во академските кругови, главно е прифатена преку психологија, психијатрија, значи таму постои душата како дел од името на дисциплината која се занимава со емотивниот и менталниот живот на луѓето или, кажано, духовниот живот. Сега интересно е дека многу луѓе што се прокламираат револуционери, социјалисти, комунисти, некако гледаат на духовноста како на нешто што е чудно или спротивно на нивната идеологија, разбирање, а подржуваат од друга страна и веруваат у медицина, значи може да ја разбираат медицината и да развиваат, а може само слепо да веруваат, што пак се сведува на некое верување и религија. И сепак они прифаќаат психијатрија, а некако поимот душа малце им е чуден, меѓутоа како што почнат како романтизирање, повеќе би рекла. Меѓутоа како што почнат ти за било кое човечко дејство не може да потекнува само од глава и само рационално. Мислам, ние сме емотивни битија пред се, има луѓе кои што превладуваат повеќе емоции, емотивни импулси, некои реакционерно влијаат, односно дејствуваат без свесно да размислат, директно од некои фрустрации и така, но некои повеќе се контролирани од умот. Меѓутоа сите сме севкупни суштества, човекови, така да и додека размислуваме за нешто, само на ниво на теорија или мисли, се уште дишеме и сме емотивно присутни тука. Така да све е споено, како што пишува и како што рецитираше ти во име на еден поет. Можеме да кажеме дека директно у пракса ќе преминам, дека сите што биле спремни да направат некоја револуција. Поимот револуција е астрономски, нели, земјина револуција околу сонце или небески тела, а како социјален, како терминот социјалните науки или општествените науки е преврат, некој преврат да се направи од едно општество кон друго. Ние главно што отприлика прифаќаме некој марксистички пат, анархистички пат. За нас револуцијата е падот на капитализмот и целата култура и вредности на капитализмот и граѓање на ново посткапиталистичко општество. Меѓутоа сите тие што се бореле низ историја, ако ги земеме партизаните, ако ги земеме револуционерите партизански или герилјероси у Шпанија, сите имали некој друг, не бил само некој ментален драйв или теориски, некој од нив не биле ни писмени. Разумот не бил само. Да, имале еден повик за слобода, за поубаво дружење меѓу себе, за да тргнат власта од оние кои што ги угнетуваат, ама ако биле само рационални немале да одат боси у планина, така. Ако размислувале медицински дали ќе преживеат или не. Значи имале некој поширок порив што дури ги терал и да изгорат за одредена честа. Честа е постар некоја вредност. Аристократите, иако биле богати, живееле лагодно, сакале да загинат за честна жена, за маж, сеедно да не навлагам у некои тесни писма меѓу нив. Меѓутоа, значи за животот подразбира и тоа да изгориш, меѓутоа подразбира и да изгори твој идентитет, твој сваќања, за одново да се родиш
во истото тело, истата свест, истиот ум. Сега спомнав и ум, ја мислам дека револуционерноста подразбира да имаш слободен ум, а умот не е, повторно ќе речеме, не е само мозокот и мислите што ги имам и тоа што се идентификувам со себе. Јас сум, да речем, македонец, хетеросексуален или комунист или хомосексуалец сум или сум геј, лесбика, значи сите тоа се идентитети и треба да бидам спремен да ги надминам и да ги сакупам и утре да бидам друг ако сакам ново општество. Дека со старите стравови, живеејќи денес во некоја оскудица за одредени работи, леп немало или струја немало, па треба да ја платам некој да ми ја дистрибуира, да ми ја возможи, па државата да ми помогне од тоа. Ја останувам во рамките на тој страф и мојата борба као работник за подобри услови или као револуционер за ново општество може да остане осудена само на тие тесни рамки, без да гледам понатаму и пошироко. Ја морам да го надминам сопствениот страф или колективен страф, дека јас нема да не утепаат ако се побуниме за нешто. А мислам дека сите патишта кон реално ослободување од сите тие стравови се само преку патот на душата, на емоциите, на менталното себе осознавање. Така да не се сосема поврзани. Например, ја во левичарски кругови или револуционерство кај себе почнав да ја наоѓам уште додека бев релативно, не знам, рана возраст, почна да не ми се допаѓа како одредени луѓе се однесуваат меѓу себе, како у школа имам некои односи со наставници, како они фаворизираат некои деца, други не. Веднаш чувствував некоја хипокризија, некоја корумпираност. Значи, луѓето обично правеа и се уште, за да преживеат у едно општество кое има зацртани одредени правила, прават маски од себе и се лажат меѓу себе, имаат некоја куртоазија, фино однесување. Тоа ја веројатно многу мал го приметив и почна да ми смета. Ме интересираше и школа, изучување такви работи, полека и математики, и пишување, после почна се концентрирав може на пишување, историја, општествени науки и на крају се едно дое филозофија, преку филозофија погледи на свет, па марксистички поглед на свет и некако тоа тогаш делуваше најблиску до патот кон некоја правда и слобода на земјава во општеството што го познавав тогаш. И не го гледав, мислам, ми сметаше доста неправдата економска и како таа влијае на луѓето да не си веруваат едни со други, меѓутоа многу поише ми сметаше тоа што као едно прават, друго зборат и луѓето ти прават лице, а све тоа понатаму сватив дека е резултат на општествените односи. Никој вистината не ја гледа директно и не ја кажува како што ја чувствува, бидејќи прво тоа значи дека тој ќе треба да се промени малку, да се однесува по-автентично, по-вистински со сопствениот дух, а ќе му смета и во одржување на фини релаксирани односи со другари, врсници, пријатели, со професори, школа, авторитети и така натаму, после забарање работа, факултет, па идење на тие скалила академски за да се реализираш ако сакаш академски, или па на работа за да бидеш прифатен како добар работник, исто мора да бидеш послушен и така натаму. Многу проширив тема. И мислиш дека луѓето сами одлучуваат да уствари ги носат маските? Бидејќи не сакат да излезат од комодитетот на скалилата во животот што сакаш да ги поминеш. Бидејќи ако ти, да кажам, сакаш да водиш револуционерен живот и нели не си послушен во сите тие скалила или во некој што ги наброја, излегуваш веќе од таа шема и си од другата страна. И луѓето изгледа не сакаат да бидат од другата страна. Бидејќи комотно име тука, тешко име, ама комотно име. Па, можам да кажам на кратко, се сложувам, да, или се да аргументирам и да дадам свој светоглед на тоа што го спомнати. Значи, луѓето, ние растеме во одредено општество. И сега тоа што го спомнавме, гледаме, согледуваме одредени неправди, ако сакаме да тргнеме по тој пат кон слободата, тоа значи дека тргаме на страна од општествените текови. И тогаш и на несвесно ниво ние си правиме граници за да останеме општествено прифатливи. Дека само општеството
ни дава некоја надворешно признание за нашата вредност, а без тоа, а ние сме општествени битија, многу ни е битно како размислуваат другите за нас. Значи, прво, семејство, ако сме растеле у семејство или да сме растеле у дом и таму имаш врсници, учители, значи, мора да не стават у некој калап. Сега, ако сакаме да излегуваме, да се ослободуваме, тоа претежно доаѓа индивидуално, па после групно, или ако има некој што ќе го покаже групниот пат на ослободување, како некои авангардни партии, или кај некои религии имаш таму духовни очи, имамо таму и тие го покажуваат патот кон некој ослободување, дека многу религии исто така почиваат на тоа на ослободување од општествените стеги кои според нив се расипнички, се го корумпираат духот и телото и умот и така натаму и сладострастие така работи, како и да ги толкуваат. Меѓутоа, пак и тогаш може да биде ја да одлучам дека сум револуционер или дека припаѓам кон некое друштво комунистичко, анархистичко, бидејќи во нивните рамки ја се чувствувам комотен. Некојаш слободен. Да, слободен, али може и само да биде комотен, тоа што спомнати за комфорната зона. Природно е човекот да не сака да иде против комфорната зона, зашто бидел. Некогаш гневот кон општеството може да го најде во одредена партија, одредена група. Сега и таму може да не се согласува со сите, ама сака да припаѓа и ќе почне пак да делка одредени ставови. Така да и таму не сме сосема слободни у одредени идеолошки партии, групи, било што дали се религиозни или партиски, а секогаш сега ќе ги ставам дека двете работат на некоја полена идеологија. Религиозните групи исто кели па на ниво на организирана религија, пак има одредени вредности кои ги почитуваш да се докажеш дека си таму вреден. И ако се повеќе на тоа на ниво на хиерархија, капитализам се сведува само на послушност и на почитување на тој што е на одредено раководно место. Тоа и во одредени, само сите партии се случува кај што е моќ, а мислам дека дури и во структури на моќ и во левичарски, социјалистички, комунистички партии постои таа опасност, као што видовме и понатаму некои искуства од историјата на револуциите или историскиот материализам, видовме дека има држави кај што победила комунистичката партија, меѓутоа ништо практично не сменила во аспектот на стравот од авторитетот, не прашување на авторитетот, моќта префрлена на други, така да обичниот граѓанин, односно или работник или човек, останувал се да зависи од другите, да се приклонува, да се вкалапува, а да не биде слободумен. Така да ја ширам доста темата, меѓутоа за мене е све ова поврзано, бидејќи она што сум го научил, јас не сум некој експерт ни по ислам, ни по христијанство, меѓутоа сум имал некоја духовна пракса која ми помогнала во животот. Претходно ја светот сакав да го менувам на овие другари со кои што ќе правиме револуции или заедно ќе го менуваме светот. И тоа постепено видов дека во тие организации има многу его, многу фрустрации, многу фрикција, многу судири меѓу луѓето. А како кога имаме заедничка идеја или кога заеднички сакаме да го менјаме, не гледаме дека ние сами носиме толку и гнев и негативна енергија која што не уништува и сами себе, па и другите. А пред се и во мој животни други искуства, барајќи екзистенција, љубовни проблеми, видов дека сум на некој начин поделен меѓу желбата рационално све да решам и притисокот и некомоцијата, дразбите, дискомфортот што го осеќам внатре. Често бев у некоја поделеност, у некоја дуалност сам со себе. И дуалноста често постои во религии, кај што ја спомињаат од една страна Божји работи, од друга страна ѓаволски работи, а и револуционерите некогаш на една страна државата и луѓето што работат за државата и ние од друга страна пак ќе ги собориме, така што дуалноста е потребна за одредена борба. Меѓутоа тоа што постои у некои други цивилизации таму источни, од кај што доаѓаат например Буда, од кај што доаѓа, од таму доаѓаат и петокраки као пентаграм, од таму доаѓаат многу символи што се искористени у денешните, односно од 20-тиот век, да речеме свастика кај другите или петокрака, овде тие се сите некои символи на единство
на светот, хармонија, кај што сите сме упатени едни на други што живееме на планетите, у галаксиите, живиот свет меѓу себе поврзан. Така да тоа што ми недостигаше мене во толкување на светот, разбирање на светот преку рационален поглед на светот и анализа на општеството и на науките, го најдов преку тој некој пат на медитација, свесно наблюдување на светот, бидејќи тој почива на единство, на поврзување на сите работи. И многу често марксистичката критика на некои духовњаци, особењаци или аскети е дека они само се грижат за нивниот личен однос и постоење и развој, но не и за не за општествениот, и поише ги гледаат како некоја либералистичка, либерална парадигма на индивидуализам. Меѓутоа интересно дека нивниот поглед на свет упатува кон тоталитет, дека ние сите сме заедно поврзани меѓу себе на еден куп начини, а тоа не сме свесни. Мислиш дека секој ја води борбата на различни начини и нивоа? Па не знам зашто ја води борбата и дали треба да има борба, да. Меѓутоа сите сакаат да го толкуваат и да го менуваат светот преку себе на некој начин. Некои сметаат дека пак ќе се реинкарнираат милион пати на овој свет, у различни тела, душата ќе патува на друго место. Некои религии сметаат дека телото и духот е едно. Меѓутоа, тоа што го се почнав малце поише за религија, ама да се вратам што мислам дека сметаат марксистите, а што придонесуваат кон надминување на стегите на општество, да кажем тие што медитираат свесно, што го гледаат светот, па што сакаат и да помогне на другите, е што овие, да ги кажам, како да ги наречем, ајде, филозофи на духовната преобразба, спомнуваат дека сме поврзани сите, а додека марксистите гледаат дека сме ние материјално одвоени и многу зависиме од материјалните услови во кои што сме се родиле, со кои што се сложуваме, меѓутоа за да се поврземе у класа треба материјално и рационално да не врзе интересот, за да победиме оваа корумпирана капиталистичка власт и да после тоа да се обединиме. А овие духовни спознавања кажуваат дека ние сме веќе обединети, не само меѓу себе као луѓе, сите, тука и со живиот свет, и најновите сознанија од медицината, од физиката, токму упатуваат на тоа дека ние сме многу повеќе поврзани него што сме знаеле претходно, а на некој интуитивно ниво знаеле многу повеќе, можеби и практично знаеле одредени мудреци кои живееле пред 5000 години. Тоа ќе го опишам преку тоа што, например, нашето тело е изградено на некој бактерии, микроорганизми, кои што претходно ние сме сметале дека се секогаш само закана за нашето тело, а сега новите истражувања кажуваат дека во тој микробиом што постои еден куп на бактерии во нашиот мозок и во телото, тие се во постојана комуникација едни со други, така да не знаеме кај е центарот на нашата свест, дали е во утробата, кај што ни се цревата, срцето, мозокот, знаеме кај се произведуваат мисли, знаеме кој дел од мозокот прави мечти, фантазија, па како се поврзува памтењето и такви работи. Многу работи знаеме, меѓутоа свеста и духот, дишењето не знаеме да ги одредиме од кај поаѓаат. И мене тоа ми фалеше да сватам дека ние сме поврзани на секаков начин и добро е да се бориме секојдневно. Но кој ние? Кој спаѓа тоа? Сите живи суштества на овој свет. Ја тоа така го доживам, дека сме поврзани. Значи ние сме поврзани и со одредени партнери на паровско ниво. Со одредени партнери кои што многу не нервираат и не фрустрираат. А пак на некој начин ги сакаме или имаме сексуални врски со нив, така со родители кои што исто имаме проблеми, а на некој начин е сега. Во општествени рамки мнозинството од граѓаните се потиснати од одредени граѓани кои што владеат, со нас ги имаат моќта. Меѓутоа ние како луѓе сме поврзани и таа контрадикција може ни треба за да се изградиме одредена свет, за да се развиеме и како општество, колективен еден дух
и за да може да го смениме светот у кој што живееме. Да, ама Ако не сакаме може да го смениме. во овој систем како? Ке се поврзаш ти со твојот капиталист. Па не треба да се поврзам, него јас само сваќам дека сум поврзан, знаеш. Он моментално Добро, ми е противник. Меѓутоа, он како индивидуа, моментално он е несвесен можеби за себе, можеби е свесен, пак. Меѓутоа он работи во служба на нешто мртво. Работи во служба на капиталот и он не користи човечка логика, он не користи хумана логика на кога експлоатира природата или како ја користи природата. Иако све што сме создадени од природата е веќе природно, е направено од човекот, и масава, и камери, и све што каже време е создадено од човекот, така све е дел од современата природа. И не може тоа да не загадува, иако може да ни го нарушува, например, животното функционирање, но не може да не загадува, како тоа ние сме го создале. Сега, логиката на капиталистот, сакајќи да задржи својата моќ, он не работи за свој развој, него работи за задржување на логиката на системот. Значи да се шират пазари, постојано да расте цената на одредени производи, да растат пазарите, да измислува пазари, виртуелни пазари, више ако одреден производ стигнал на секоја топка, на секоја планета, на секој дел од земјината топка, да измисли други потреби и цело време да расте потребата за конзумирање на добра. Тие се робови всушност на нивната желба за пари. Не е нивна, они се родиле во тој систем и тоа е играта, тоа е игрицата, таму е успехот. Да, ама ние не можеме да чекаме тие да се освестат додека ради нив умират луѓе, не викам дека тие ќе се освестат. Не викам дека тие треба да се освестат или ние, било кој човек или група на луѓе треба да работи на таа идеја, да каже дека ова не води никаде, мислам. Или гледаме кај не води, ама не води кон хуман развој, него не води кон деволуција на човекот. Некогаш човекот бил со подобри капацитети и за преживување у природа, и ментални капацитети, дури има, еве овие петокраки, баш имам читано за ветска математика, значи тоа што денес на Дигитрон, например 86 на трета, коренот само на Дигитрон може да го израчунаме, некогаш во глава може да го рачунуваат луѓе пред 600 години. Значи нашите капацитети за памтење, за согледување, за се намалуваат, а ние сметаме дека се подобруваат. А уствари тоа што кај нас се подобрува технологијата и нашата зависност од технологијата и системот. Се самата технологија и развојот и на математика, и на физика, и на природни науки, па и на општествени има и своји предности, ама ние главно као луѓе не ги користиме предностите, него главно само ја користиме комоцијата, што помалку да знаеме, што помалку да размислуваме, еве се плашиме да импровизираме на одредена тема, да ни дое некоја интуиција, импулс, да ни блесне некоја нова идеја, и Никола Тесла не бил само научен од книги, значи требало да го смири умот, да му дое некоја идеја, мисла, визија. Така да ние веќе тоа не го правиме, ние цело време гледаме телефони, гледаме содржини, читаме, веќе не размислуваме воопшто со наша глава, него пробуваме да анализираме нешто што е таму, а го анализираме со логиката што ни е дадена таму. Ние немаме своја логика, не може да се подпреме на своја моќ како индивидуи, па и како групи. Се плашиме за нашето здравје, трчаме одма кај доктор, систем здравствен, кој што некој ни рекол дека ќе не штити. А дали не штити, не знаеме. Добро е што се повеќе луѓе на психолози, на било какви работи, што ќе им даат некоја моќ и храброст да се видат себе си. Меѓутоа и тоа секогаш може да биде само потреба од некој друг да ни помогне од страна. И сега, ако мнозинството на луѓето бара работодавачот да му исплати плата, докторот да го лечи, психологот да го смири, или жената го золи, спортот што ќе го гледа да го смири, значи се време надвор од себе бара алатки кои што ќе му го подобрат животот, он нема никаква Да, добро, му треба време да се спознае да. самиот, а за да се спознаеш па самиот, не може да се спознаеш ако не си малку надвор од сите секојдневни обврски да се смириш. И се. Бидејќи ти треба тебе неколку дена можеби за да не се гледаш со никого, да не разговараш, да не слушаш ништо, така као да се враќаш на може, не знам. Може да е тоа. Значи ние треба да стекнеме храброст. Ние немаме храбри луѓе. И за да пишеш поезија, треба да бидеш храбар. Ама и време, тоа сакам да стигнам, дека денес толку многу е се пребрзо и толку луѓето се
угнетени преку работа, а не се свесни, значи и преку информации, преку социјални мрежи, преку се, ти не можеш ни да размислуваш за храброста, нешто да пишуваш, бидејќи не ти доаѓа тоа на дневен ред. Па може така, сега мислам дека тоа поише изгори ги оправдуваме до негде луѓето, не се дека се толку изморени мислам од работа, посебно овој западниот свет, да. Например, поизморени биле луѓе пред 100 години од физичка работа од било што, ама имале слободно време кое било нивно. Тоа со некои другари. Па сега не е наше. Така да слободното време они имале некоја енергија да искористат, а сега ние и слободното време го немаме за себе, дека цело време се обидуваме да бидеме поатрактивни на социјални мрежи, за себе, да се прифатиме, ние не се прифаќаме, не сме си доволно убави како што треба да бидеме, не сме доволно згодни или седно, не сме доволно паметни, па со туѓи цитати сакаме да бидеме попаметни. Значи цело време, она што го спомнав што мене ми сметало 90-тите години, некоја лажна слика за себе, сега тоа е мултиплицирано милион пати, сите имаме се полажна слика за себе и се плашиме да се видиме реално во огледало кој сме и какво општество градиме. И една од најдобрите алатки е баш да се смириме, да подишеме малце и да видиме сите овие мисли на непријатели што ги наоѓаме на дворешни па и општествени, дали се реални или само ни се некоја дистракција за да се смириме дека одговорноста не е у нас. А одговорноста, за да можеме храбро да го менуваме светот, мора да побараме у нас самите индивидуално. И трката за самиот марксизам е пак некоја царско, некој, да, како викаме, небеско царство на земјата, на еднаквост, на рај на земја, на изобилие, што реално може да се создаде, има доволно и услови и храна на земја и доволно место за луѓе, иако сме 7 милиарди колку сме. Има место, меѓутоа нема место за ваква агресивна свест, за ваква агресивна култура која што се поддржува под капитализмот. Да ти си имене конкуренција, ти си имене алатка за работа, или ти си ми некој со кој што треба да се докажам дека сум попаметен, или позгоден, се постојан надпревар е тој што е истоштува човековата природа, па и Па добро, дали човекот не може да ја спознае таквата своја природа, природата да ја спознае ако ти се раѓаш овој систем, расти се, образуваш, работи се и не знаеш дека може поинаку. Па, апсолутно се сложувам. Значи, затоа мислам дека луѓето се освестувале полесно у некој некој доба пред да постои писменост. Кога постои писменост, и сега со видео, со телефони, ти од неколку 2-3 години веднаш ги ставаш во системи и постојано се под притисок на одредени информации, се канализира се одредена свест дека ова е битно, ова е битно, ова е битно. Да. И сега као да е најбитно ти да направиш пари, што поише пари направиш, преку тоа имаш општествена моќ, преку тоа поише храна, облека, задоволства, дроги, не знам. Тоа е све што се бара, да имаш финансиска моќ. А пак, ако го анализираш ти општеството, мозокот може многу пати да ти помогне, ти каже дека парите не се единствена вредност, дека и постои инфлација, може овие пари што денеска вределе, утре ништо не ти вредат, така да има многу други вредности човекови и општествени кои што се многу побитни за опстанок и твој личен и на светот и поздраво да живееш, речеме. Меѓутоа све е тоа поврзано. Ти кога си сфрустриран ради одредени болки, не можеш да градиш нешто што е со љубов кон другите или општество на љубов, на социјализам, на другарство, на разбирање. Бар така ја подразбирам, дека има одредена мала вистина у тоа дека некоја авангардна партија може да поведе као свештеници кон подобро општество, организирајќи ја широката маса на луѓе. И дека луѓето побрзо се навикнуваат на добри услови, дека ако например се тешко живеат по одредени работи, кога ќе им даеш услови у кои што ќе бидат равноправни, полесно ќе се адаптираат и луѓето се луѓе што се адаптираат. Да. Тоа е така, меѓутоа и овие што ќе водат треба да бидат и они стварно баш свесни и точно, значи имам добро, затоа и диалектиката е исто битен. Така, тука има одредени работи кои што ќе видиме како ќе се одвиваат на општествено поле и на духовно поле, што све за мене тоа е поврзано.
И мислам дека многу е корисно и за тие што сакаат да го менуваат светот од условно речено духовна страна и овие што сакаат да го менуваат светот од материјална страна, едните од другите доста да научат, за да се зголеми фронтот на луѓе што сакаат да го менуваат светот, а мислам дека се поише и поише се чита за такви работи. И тоа баш на едно свесно ниво, не само на да ги тргнеме овие што владеат дека лажат и крадат, ако ќе доеме, па може и ние ќе лажеме и крадеме, него се изменува дека треба да изградиме едно општество кое што не сме го виделе до сега. За тоа треба, пак ќе нагласам, храброст и фантазија, треба мечта која што е од креативната страна на мозокот, нема нас само што калкулира, да си дозволиме дека ќе влеземе во нешто што не го познаваме, ама знаеме дека сакаме да го напуштиме ова старо што не држи отупени и само не деградира. Епа, Митров, ти благодарам за разговорот. Па се надам пак ќе се гостопримството, да, јас се надевам многу широки теми се и драги теми. Па добро, од општо одиме на конкретно, нели? Да. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.